На средбата со високата представничка на Европската унија Каја Калас, домашните власти и предложиле можни решенија за деблокада на евроинтегративниот процес. Дел од нив веќе ги спомена шефицата на државата Гордана Силјановска-Давкова. Европарламентот или Советот да усвојат посебен акт за односите меѓу Македонија и Бугарија, или пак во третиот протокол од договорот за добрососедство да се истакне дека ќе нема вето поради историски прашања. Имаме неколку сценарија кои што ги понудивме, точно е тоа за кои што сметам дека може да бидат погодни за двете држави. Заменичката министер за европски прашања Викторија Трајков најави дека за ова прашање посветено ќе се работи предстојниот период, но за сега никој не попушта. До сега беа децидни и тврди во нивните ставови, не отстапуваме и ние, така што можеби еве ќе се најдеме некаде на средина. Евроамбасадорот Михали Сорокас уверува дека сите работат напорно за земјава да се деблокира на патот кон Унијата, но не ги коментираше понудените идеи во детали. Има огромни дипломатски активности, исто така голем број на посети и срепи, така да било која добра идеја, која што ќе произлезе од такви посети и такви средби е вовеќе од добре дојдена за нас. За средба меѓу двете страни првпат било споменато при посетата на Скопје на првиот човек на Советот на Европската унија Антонио Кошта. Станало збор таа да се случи за време на самитот на НАТО во Хаг кон крајот на јуни. На средбата би присуствували и комесарката Урсула фон дер Лајен и Каја Калас. Дополнително повикани би биле и представници на НАТО и САД. Заменичката министер Трајков одговори дека денеска ќе има одговор од бугарска страна за понудата за средба во Хаг, но од кабинетот на претседателката нема официјална потврда.